Започнаа градежните активности за асфалтирање на крак од улицата Гемиџиска во Железара, информираше денеска градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Стевковски на социјалните мрежи вели дека граѓаните кои имал можност да ги сретне му споделиле дека по 60 години за прв пат општината инвестирала на оваа улица. Токму ваквите моменти ми ја даваат најголемата потврда дека сме на вистинскиот пат. Среќен сум што граѓаните ја чувствуваат нашата работа. Нивната доверба е нашата најголема обврска. Оваа година инвестираме историски најмногу финансиски средства во подобрување на патната инфраструктура, истакна првиот човек на општина Газибаба. На 27 август во среда од 19 часот во паркот на Франкофонијата се случува журката на летото со Јанг, Дади, Стела и Сани и аниматор, информираше градоначалникот на општина Центар Гурен Герасимовски преку социјалните мрежи. Може да очекуваш многу изненадувања и многу добри вибрации, да го испратиме летото како што заслужува и да го направиме незаборавно. Се гледаме на уште еден настан од низата на одмор сум во Центар сум, со ново издание, на распуст сум, на журка сум, истакна Герасимовски во објавата. Во пресрет на новата учебна година во Општинското основно училиште Ѓорче Петров завршивме со уште една значајна инвестиција. Сменети се подови и врати во 6 училници на вкупна површина од 250 квадратни метри, информираше градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Со ова создадовме поудобни, побезбедни и поубави услови за учениците и наставниците. Нашата цел е јасна, да обезбедиме современи училници во кои децата ќе учат, ќе растат и ќе ги остваруваат своите соништа. Образованието е темелот на иднината, затоа за нас е највисок приоритет. Секоја инвестиција во училиштата е инвестиција во генерации што доаѓаат во нивното знаење и успех, истакна Стојковски. Првиот човек на Ѓорче Петров додава дека посебно биле горди што наскоро ќе им посакаат добри дојден на новите превачиња. Ке ги пречекаме во модерни услови со топла насмевка и порака дека училиштето е нивниот втор дом, место каде ќе се создаваат нови пријателства, знаења и спомени за цел живот, порача градоначалникот. И ова лето паркот Македонија кај Домот на култура Билјана Беличанец во општина Киселавода ќе се претвори во филмска сцена под отворено небо. Од вечерва 21 август до 24 август општина Киселавода во соработка со Киноверзум, Доел Свети Николе, Кинотека на Македонија и Францускиот институт во Скопје ќе донесе богата програма за различни возрасти и вкусови. Од анимирани детски содржини преку франкофониски и македонски остварувања, се до наградувани документарни приказни, информираат од општината. На 27 август во среда од 19 часот во паркот на Франкофонијата се случува журката на летото со Јанг, Дади, Стела и Сани и аниматор, информираше градоначалникот на општина Центар Гурен Герасимовски преку социјалните мрежи. Може да очекуваш многу изненадувања и многу добри вибрации, да го испратиме летото како што заслужува и да го направиме незаборавно. Се гледаме на уште еден настан од низата на одмор сум во Центар сум, со ново издание, на распуст сум, на журка сум, истакна Герасимовски во објавата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја